Добродојдовте во урбаните вести. Министерот за надворешни работи Никола Поповски утре ќе ја предводи државно-црковната делегација на молибенот на гробот на Свети Кирил на базиликата Сан Клементе во Рим, каде што ќе положи цвеќе на гробот на светителот. Со молибенот, кој е во рамки на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, ќе чиноначелствуваат митрополитот Дибарско-Кичевски господин Тимотеј и митрополитот Европски господин Пимен. Со оваа најава ги започнуваме вестите, а во продолжение следуваат денешните настани. За една година учениците од Хиподром ќе добијат ново училиште. Децата од градинките цртаа на асфалт по повод Свети Кирил и Методи. За 10 дена 800 барања за субвенции за велосипед. Од понеделник започнува проектот Туристичка стража. Глоби од 5,8 милиони евра за Скопска и 2,7 милиони евра за Прилепска пиварница. Започна изградбата на новата училишна зграда на основното училиште Вира Јоцик во насилбата Хиподром во општина Газибаба. Училиштето ќе биде со капацитет за 600 ученици, а неговата изградба предвидено е да трае една година. За една година учениците од населбата Хиподром во општина Газибаба ќе добијат целосно нова училишна зграда, која започна да се гради до старите бараки на основното училиште Вера Јоцик, кои се изградени уште во 1974 година и се во многу лоша состојба. Новото училиште, кое ќе биде енергетски ефикасно, ќе се гради на површина од 2150 метри квадратни, а ќе се состои од приземје и кат. Планот предвидува 12 училници, 6 кабинети и библиотека и подрумски простории, а капацитетот на училиштето ќе биде за 600 ученици и наставата има можност да се одвива во 2 смени. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски истакна дека на почетокот наставата би можела да се одвива во една смена, а со приливот на деца од новата населба Хиподром 2 наставата да се одвива во 2 смени. Според планот најпрвен ќе се гради училишниот објект, а учениците ќе продолжат да следат настава во стариот објект. Откако ќе се преселат во новата зграда, се најавува изградба на спортска сала, а старите бараки ќе бидат урнати и на нивно место ќе бидат изградени тениско, ракометно и кошаркарско игралиште. Во основното училиште Вера Јоцик во моментов настава посетуваат 520 ученици и покрива територија за потребите на околу 8000 жители. Од понеделник започнува проектот Туристичка стража. Повеќе за ова подолу во вестите. По повод денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи и детскиот културен центар Карпош и оваа година заедно со град Скопје традиционално ја организираше манифестацијата Цртање на асфалт. Во пресред на утрешниот празник, денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, традиционално, како и секоја година, така и оваа, се одржа манифестацијата Цртање на асфалт во организација на детскиот културен центар Карпош во градски парк. На манифестацијата учествуваа децата од градинките во Скопје, кои преку покажување на своите ликовни вештини учеа за важноста да се одбележуваат значајните датуми во македонската историја. Како што истакна директорката на детскиот културен центар Карпош Ружа Ѓоргеска, на детски јазик соодветен за возраста, децата добија и информации кои биле светите браќа Кирил и Методи и зошто ги празнуваме. Во пресред на 24 мај, денот на сесловенските и македонски просветители, браќата Кирил и Методи, детскиот културен центар Карпош традиционално ја организира оваа манифестација во соработка со сите градинки на градот Скопје. Сушност овдека на децата во прилагодено на детска возраст им објаснуваме значењето на овој ден, а тие преку своите цртажи овдека токму на платото во градскиот парк ги искажуваат своите креативности за цртање. Е навиката да се стекне, значи од најмала возраст да им се укаже за овие значајни датуми од македонската историја. Манифестацијата се одржа во градскиот парк кај споменикот на Гоце Делчев, каде што децата ја нацртаа својата фантазија на асфалтот. Од детскиот културен центар Карпош беа обезбедени материјали за цртање, пригодна програма и символични награди за учесниците.
Голем е интересот за субвенционирано купување велосипед. Над 800 барања за субвенција за купување велосипед поднале до денеска жителите на град Скопје од објавувањето на повикот. Средствата што ќе ги надоместува градот се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 4000 денари нето износ по лице. Над 800 барања за субвенција за купување велосипед поднале до денеска жителите на град Скопје од објавувањето на повикот. Град Скопје ги повикува сите заинтересирани кои сакаат да набават нови велосипеди, да достават барање за надоместок на дел од трошоците во согласно со утврдените правила и финансиските средства определени за реализација на оваа градска активност. Средствата што ќе ги надоместува градот се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 4000 денари нето износ по лице. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. Право на учество на овој јавен повик имаат жителите на град Скопје, кои треба да достават барање за надоместок, доказ за жителство во град Скопје, со доставување копија на важечка лична карта на барателот, копија од трансакциска сметка на барателот и доказ дека е извршено купување на нов велосипед, и тоа со копија од фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со дата од денот на објавување на повикот. Барањето за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците за купување велосипед, заедно со потребната документација, треба да се достави до град Скопје, булевар Илинден, број 82, во архивата, секој работен ден од 9:30 до 15 часот. Од градот информираат дека исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати пријави, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена, кој изнесува 10 милиони денари, но не подоцна од 31 декември оваа година. Проектот Туристичка стража, кој 7 години поред има за цел да ги информира туристите за значајните историски епохи во македонската историја, повторно стартува од понеделник. Стражарите ќе бидат лоцирани на неколку локации во периодот од 10 до 14 и од 18 до 20 часот. Од понеделник повторно стартува проектот Туристичка стража, во кој млади луѓе облечени во облека која символизира различен период од македонската историја ги представуваат туристичките споменици во Скопје. 12 туристички стражари 7 година поред ги заживуваат спомениците, давајќи значење на историските епохи. Дел од учесниците во проектот се веќе искусни, а за останатите предвидена е и обука, информира директорката на Детскиот културен центар Карпош и организатор на туристичката стража Ружа Ѓоргеска. Туристичката стража тоа има за цел да ги заживее на некој начин спомениците и значајните историски периоди од севкупната македонска историја, периодот на комитите, периодот на Народно-ослободителната војна, партизаните, и е многу атрактивна и многу привлечна за сите туристи кои што минуваат низ градот Скопје. Од досегашното искуство, туристичката стража побудува голем интерес како кај домашните, така и кај странските туристи, вели Ѓоргеска. Со цел достојно представување на македонската историја, учесниците во проектот треба да ги знаат сите периоди од македонската историја представени низ спомениците. Стражата ќе биде лоцирана на неколку локации: на плоштадот Пела, на плоштадот Македонија, кај споменикот на Свети Кирил и Методи и кај споменикот на Методија Андонов Ченто. Од искуството кое што го имаме до сега, значи огромен број на туристи кои што од година на година се зголемуваат, изразуваат огромна желба да се фотографираат, и она младите луѓе кои што ги представуваат, да речеме, тие временски периоди и облечени во таквата облека, се подготвени да можат и да им објаснат покрај водичите кои што идат со групите и самите тие за секој споменик што е значајно. Да речеме, периодот од времето на античкиот, периодот од Александар Македонски, обично стојат кај плоштадот Пела, потоа имаме кај Александар Македонски, потоа кај браќата Кирил и Методи просветителни, нашите просветители, и сите оние значајни, па дури и кај Ченто имаме партизани. Значи секој споменик е опфатен на некој начин и временскиот период да се прикаже таа традиција и долгогодишна историја на македонскиот народ. Работното време на туристичката стража е секој ден од 10 до 14 часот и од 18 до 20 часот.
Скопска и Прилепска пивара ќе треба да платат глоби од 5,8 односно 2,7 милиони евра казна, зашто ги ограничувале дистрибутерите во одредувањето на продажната цена. Гледајте ги вистите до самиот крај за да ги дознаете деталите. Наместо операта Мадам Батерфлај во рамки на мајските оперски вечери, на 27 мај ќе биде одржан хуманитарен концерт на пијанистот Дино Имери, со цел да се соберат средства за лекување на младиот пијанист Никола Алексовски. Македонската опера и балет соопшти дека се откажува операта Мадам Батерфлај, која во рамки на мајските оперски вечери беше закажана за 28 мај во изведба на Националниот театар на опера и балет на Албанија. Наместо оваа представа, ден претходно на 27 мај, Македонската опера и балет ќе организира хуманитарен концерт на пијанистот Дино Имери со цел да се соберат пари за натамошно лекување во странство на младиот пијанист ученик Никола Алексовски. Сите хумани граѓани ќе може да донираат преку купување билет со символична цена во Македонската опера и балет, како и преку трансакцијската сметка на неговата мајка Елизабета Алексовска, информира Македонската опера и балет. Дино Имери е еден од најперспективните македонски пијанисти, кој своето образование го стекнал кај професорите Људмила и Борис Романови и кај Симон Трпчевски, а гостувал на познати европски концертни подиуми. На хуманитарниот концерт Имери ќе ги изведе сонатата број 23 од операта 57, Апасионата на Бетовен и 3 дела од Лист, Ла Кампанела, Мефисто Валцер број 1 и Унгарска рапсодија број 2. Македонската опера и балет напоменува дека билетите купени за Мадам Батерфлај може да бидат заменети за хуманитарниот концерт или да се вратат на незината билетарница. Скопска и Прилепска пивара ќе треба да платат глоби од 5,8 односно 2,7 милиони евра казна, зашто ги ограничувале дистрибутерите во одредувањето на продажната цена. Комисијата за заштита на конкуренцијата им изрече глоба од 5,8 милиони евра на Скопска и од 2,7 милиони евра на Прилепска пиварница, зашто ги ограничувале дистрибутерите во одредувањето на продажната цена. Како што соопшти комисијата, одлуките за паричните казни на двете компании се донесени вчера на седница на комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата. Пивара Скопје АД од 17 декември 2012 година склучувала договори за продажба и дистрибуција на незините производи со независните дистрибутери, во кои се содржале одредби со која ограничувала способноста на дистрибутерот да одреди своја продажна цена, односно му наметнувала по која цена да ги продава производите на крајните купувачи. Прилепска пиварница АД Прилеп пак од 13 ноември 2010 година склучувала договори за деловна соработка со овластените дистрибутери, во кои се содржале обврски за неконкурирање со неограничено време траење, но и одредби со која ограничувала способноста на дистрибутерот да одреди своја продажна цена. Ова значи дека дистрибутерот не може самостојно да си ја одреди цената по која ќе ги препродава производите на пазарот, што во услови на пазарна економија значи ограничување на конкуренцијата. Ваквите одредби кои се однесуваат на одржување препродажни цени представуваат ограничувања кои не смеат да бидат содржани во вертикалните договори, односно договори меѓу производителот и дистрибутерот, и имаат за цел нарушување на конкуренцијата согласно Законот за заштита на конкуренцијата и согласно уредбата за групно иземање на одредени видови вертикални договори, стои во соопштението на Комисијата за заштита на конкуренцијата. По информациите за казните на Скопска и Прилепска пивара стигна и реакција во која се вели: реакција од пивара. Пивара АД Скопје во соопштение до медиумите наведуваат дека категорично се противи на одлуката на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со која им изрече глоба од 5,8 милиони евра, зашто ги ограничувале дистрибутерите во одредувањето на продажната цена и ја изразува својата разочараност од неа. Пивара Скопје АД денеска беше информирана дека Комисијата за заштита на конкуренцијата донела одлука дека некои одредби во одредени договори на компанијата се во колизија со Законот за заштита на конкуренцијата. Во изминатиот период Пивара Скопје целосно соработуваше во процесот на утврдување на евентуалниот прекршок и со тоа го потврди својот позитивен однос и
волја да се расчистат сите отворени прашања. Разочарани сме што комисијата ја донела својата одлука без при тоа да ги земе предвид аргументите на Пивара Скопје АД. Дополнително сме разочарани што комисијата за заштита на конкуренцијата има изречено неразумно висока казна за Пивара Скопје, која не е во согласност со претходната казнена политика на комисијата и воедно не кореспондира со одамна воспоставените практики на други тела, надлежни за конкуренцијата во Европа и пошироко, се вели во реакцијата на Пивара Скопје. Пивара Скопје се додава во реакцијата длабоко ги почитува правилата на конкуренцијата и е убедена дека денешната одлука ќе биде поништена од страна на судот, каде што компанијата ќе го изнесе случајот. Пивара Скопје е присутна на македонскиот пазар повеќе од 93 години и во текот на целиот овој период секогаш постапувала во согласност со законите на Република Македонија. Се потенцира во реакцијата на Пивара Скопје АД на одлуката на Комисијата за заштита на конкуренцијата. 7 издавачи од Македонија ќе понудат попуст до 70% на определени дела на летниот саем на книга, кој од денеска до 28 мај се одржува во Рамстор Мол. Од денеска до 28 мај во Рамстор Мол се одржува летен саем на книга. Организаторите најавуваат намалување и до 70% на определени дела. На саемот се најавени голем број нови наслови, промоции, подароци и попусти. На летниот саем на книгата учествуваат 7 издавачи, членови на Македонската асоциација на издавачи, Антолог книжевен центар, Идукамак, Сакам книги, КСЦ Полица, Издавачки центар 3, Литература МК и Култура во светот на книгите. Овој саем представува одлична можност да си ги набавите омилените дела и на вистински начин да уживате во летото и летните одмори, велат организаторите. Во моментов започнуваме со нашите летни активности и тука сме во Рамстор. Веќе втора година поред имаме соработка со нив и практично ова е нашиот прв летен саем за оваа година. Настапуваат 7 издавачи, членови на Македонската асоциација на издавачи со многу наслови, нови наслови, најбараните домашни, најпродаваните странски автори и популарен саемски попуст од 70%, така што имаме за секого по нешто и секако едно убаво мото летото да се помине со книга. Имаме популарни бестселери од странските автори, не заостануваат ниту домашните автори, многу интересни наслови за најмладите, тука се и оние едукативно-интерактивни содржини, практично за секого по нешто. Обично се вели дека летото бара полесен наслов, но еве ова нека биде и предизвик да се најде и нешто интересно и длабоко за читање. Годинава понудата на издавачки куќи е навистина голема и со сигурност секој посетител на Рамстор Мол ќе може да се најде книга по свој вкус од својот омилен автор, со која ќе може да се опушти за време на летните одмори. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека во текот на утрешниот ден без струја ќе останат повеќе населби и села во Скопје. Поради закажани технички зафати во електродистрибутивната мрежа, утре од 9 до 10 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Извор, како и дел од улицата Владимир Каваев. Истиот ден од 10:30 ќе нема струја на улицата Алберт Ајнштајн и Славка Недик. Од 9 до 12 часот ќе нема струја на улицата Фрањо Клус, Пандел Шишков, како и во детската градинка Срничка, клон Црвенкапа. Од 7 до 8 часот и 30 минути без струја ќе бидат жителите на улицата Васил Ѓорѓов, дел од корисниците на улицата Козара и Бел Камен. Од 10:30 до 12 часот и 30 минути без струја ќе бидат жителите на Горни Жданец. Од 12 до 14 часот корисниците од дел од улицата Иван Тургенјев. Од 9 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците од селата Средно Конјари, Долно Конјари, Дивље, Горно Конјари и Чифлик. Во периодот од 10 до 11 часот и 30 минути струја ќе нема на Никола Русински. Од 8:30 до 11:30 струја ќе нема на улицата Гаврил Радомир, Ловчанска Корија,
додека од 8:30 до 15 часот ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во селата Добрино, Дејковец, Тисовица, Гумалево и Градовци. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Франклин Рузвелт, Благој Давков, дел од Дане Крапчев, дел од Мијаковски и Црвена вода, а до 14:45 струја ќе нема и на улицата Методија Митевски и Македонско-Косовска бригада. Во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на влажни воздушни бранови, што ќе предизвика времено да биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд, кои на повеќе места ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Најинтензивни процеси локално и во форма на невреме се очекува да жи од дотре. Во четврток врнежите ќе бидат пообилни, особено во јужните делови. Од четврток ќе дува повремено застилен северен ветер, што ќе услови посвежо време. Од петок до недела ќе има повеќе сончеви периоди, а врнежите ќе бидат послаби и полокални. Следува МТМ Метео. Со МТМ Метео ги завршуваме и денешните урбани вести. Ви посакувам убав празничен ден. Довидување.